Се случува, значи, да биде диагностицирани деца со цистична фиброза во нивните тинејџерски години. Каков животен третман треба да имаат овие лица? Значи, болеста е мултисистемска и третманот на овие лица е многу комплексен. Лекувањето на дете со цистична фиброза е процес кој што трае во текот на целиот негов живот. Тој подразбира секојдневна употреба на медикаменти, односно лекови, кои што би можеле да ги поделиме во неколку групи. Тоа е секојдневна употреба на лекови кои што многу популарно меѓу себе децата со цистична фиброза си ги викаат ензими, кои што им помагаат во варењето на храната, што значи со секој оброк детето мора да прима ензими за да може да ги искористи хранливите состојки од храната што ја зема. Понатаму тоа значи секојдневна употреба на мултивитамински препарати, бидејќи дел од витамините, оние што се познати под името липосолубилни витамини, поради самата природа на болеста, детето не може да ги искористи од храната, што значи мора на вештачки начин да бидат внесени во неговиот организам. Понатаму, покрај ова, секојдневно, децата со цистична фиброза примаат инхалациони антибиотици, што значи дека 2 пати до 3 пати на денот, зависи од тоа дали станува збор за регуларна терапија или терапија при влошување на болеста. Инхалираат антибиотици, најчесто тоа го прават наутро и навечер, а покрај ова се инхалираат и муколитици кои што им помагаат тој густ секрет кој што се јавува во нивните бели дробови да се разложи и да биде таков што може лесно да се исфрли од нивните бели дробови. Тоа значи дека покрај медикаментозната терапија, овие деца и возрастни сега со цистична фиброза прават секојдневна физикална терапија, која што трае во просек од 10 до 20 минути. Така да во просек околу 2 до 3 часа секој ден без празници болните со цистична фиброза мораат да си посветат на третманот. Меѓутоа и покрај тоа тие успеваат да водат еден сосема нормален социјален живот. Дали можат редовно да одат на училиште децата, да работат повозрастните? Да. Најголемиот дел од децата можат да посетуваат училишни установи. Болеста не влијае на интелигенцијата на децата со цистична фиброза. Голем дел од нив, зборувам во Европа, успеваат и да се вработат, да оформат семејство, да имаат деца. Дури и за Европа ова пред само 10 години беше незамисливо, затоа што се сметаше дека болните со цистична фиброза не можат да имаат свое поколение. Меѓутоа сега да се навратиме на претходно со развитокот на новите медикаментозни терапии, еве и ова е овозможено на болните со цистична фиброза. Еве јас во неколку наврати имав можност да се сретнам со луѓе кои што имаат цистична фиброза, кои што се вработени, кои што имаат свое семејство, кои што имаат не едно, туку повеќе дечиња и се разбира водат грижа за нив. Дали лековите, простите што ве прекинав, ја подобруваат состојбата на болеста или пак ја држат само под контрола? Така. Значи, дел од лековите ја превенираат болеста и затоа ние сакаме што е можно повеќе да ја алармираме јавноста, да ја подигнеме јавната свест за постоењето на оваа болест и во исто време да ја подигнеме свеста и кај здравствените институции, да се обезбеди целосната терапија која што е достапна во европските земји, а со цел да се превенираат компликациите од болеста. Значи, постојат лекови со чија што редовна употреба компликациите од болеста се одложуваат на многу долг временски период. Понатаму, кога тие сепак ќе се појават, постои група на лекови со кои што болеста исто така исклучително долг временски период може да се држи под контрола и болниот да се чувствува
и да биде во одлична физичка и здравствена кондиција. Добивте повеќе донации во изминатиот период кои што овозможуваат подобар живот на болните од оваа болест. Сдружението успеа да организира прва Балканска конференција за цистична фиброза со цел подигнување на јавната свест, меѓутоа и со цел едукација на медицинските лица кои што се инволвирани во третманот на болните со цистична фиброза. Беше тоа многу успешна конференција која што беше сертифицирана со максимален број на поени од Лекарската комора на Македонија и на која што присуствува странски предавачи, секој од нив беше најдобриот стручњак во неговиот дел, најдобрите пулмолози кои што третираат болни со цистична фиброза, најдобрите физиотерапевти и така натаму. Успешна, ќе речам, уште еднаш конференција на која што имаше околу 250 присутни кои што ги следеа предавањата. Дел од нив беа лекари, најголемиот дел, меѓутоа имаше и околу 50 на семејства како и болни со цистична фиброза. Оваа конференција имаше не само едукативен карактер и информативен карактер, туку беше и една работилница за физикална терапија. Значи, практично тоа беа 3 конференции споени во една. Кои се вашите стремежи за понатаму? Значи, ние имаме практично еден најголем стремеж, а тоа е имплементација на овие стандарди, европски стандарди за третман на болните со цистична фиброза. Накратко, тоа во наши услови би значило, еве да кажеме, вработување на физиотерапевт во тимот на лекари кои што ги третираат болните со цистична фиброза, а во рамките на клиниката за детски болести. Тоа би значило во исто време подобрување на здравствената состојба на болните со цистична фиброза, бидејќи тие сега воопшто немаат контакт со физиотерапевт, и во исто време тоа е голем бенефит за државата, затоа што тоа ќе значи и тоа како финансиско олеснување на третманот на болните, бидејќи станува збор за една терапија која што е исклучително скапа, а со присуство на физиотерапевт дел од таа терапија би била непотребна. Понатаму работиме на тоа да се обезбедат европски услови за хоспитализација на болните со цистична фиброза. Денешните услови се сосема несоодветни за овие болни и ние веќе неколку години преговараме со Министерството за здравство да се догради или да се направи надградба на клиниката за детски болести и со тоа да се обезбедат нови простори за болничко лекување на овие дечиња. Меѓутоа, во исто време работиме и на тоа да што е можно поскоро се направи план и организација за отварање на оддел за возрастни болни со цистична фиброза. Бидејќи благодарение на заложбите на Сдруженијето и заложбите на Центарот за цистична фиброза, како и институциите кои што ни дадоа поддршка во изминатиот период, можеме да се пофалиме и да кажеме дека денес и во Македонија има возрастни болни со цистична фиброза, што не беше случај пред 10 години. Тоа пак значи дека имаме растички број на популација на болни лица кои што се возрастни и кои што сега во моментот се уште се третираат на клиниката за детски болести и добиваат сосема неадекватен третман. Така да што поскоро се отвори овој оддел, природно тој би припаѓал на одделот за пулмологија при клиниката за пулмологија. И се повеќе им се помогне на тие кои што се возрастни да ја примат соодветната терапија. Точно, да можат и тие да ја примат соодветната терапија и да бидат третирани на соодветен начин, бидејќи кај нив проблематиката веќе почнува, здравствената проблематика е малку поинаква од здравствената проблематика кај децата. И исто така
и да апелираме и да побараме од здравствените институции и понатаму да останат наши соработници и што е можно поскоро поголем број на лекови кои што сега се уште родителите ги купуваат и ги набавуваат од странство да бидат внесени во државата, регистрирани и болните како и сите останати болни да можат на рецепт да ги подигаат овие лекови. Во овој контекст, бидејќи ова емисија посветена за иселениците, ќе ги замолиме и оние кои што се иселени од Македонија, можат на било каков начин да помогнат на овие болни, дека може да ви се обратат, еве може да кажете и вашата имејл адреса за некаков контакт. Да, може би ќе се јави некој доктор кој што би можел да им помогне на овие болни. Так. Секоја помош е добре дојдена, може би поедноставно место имејлот кој што може лесно да се сгреши е да ја дадам нашата веб страна. Значи тоа е www.cf.mk. Таму можат да се прочитаат имејл адресите и мојата, и на Сдруженијето, и на членовите на Сдруженијето. Инаку ние имаме хроничен недостаток од помагала за физикална терапија, од помагала за инхалациона терапија, хроничен недостаток од брошури за едукација на родителите. Секоја помош е добре дојдена за овие семејства. Посакувам што помалку во светот да има негативни работи и што подобро здравје за пациентите кои што се уфатени со вашето здружение. Честитки за хуманоста и за наградата. Благодарам за разговорот. Многу ви благодарам за поканата. Како река која мине, како сонце што се гаси, крај нас љубов тихо гине и ни лади срца нашите огној само тлеа, а ни биле други срца сега греа, празно ни е и ни студи. Молчи, молчи, љубов моја, запри раце, усни неми. Пред тебе ко волка стојам, само ние двајца сме биле, пролет песна небо смеа, сега гранки ни се свиле, тажни птици да